Добар ден, почитувани гледачи! Еден голем поздрав од екипата на Алфа телевизија и Вкусот на традицијата од нашето место, комплексот Етно село Тимчевски. Секогаш со задоволство сте добре дојдени во нашата емисија, кога сакате да споделите некој рецепт заедно со нас и со вас гледачите. Во денешната емисија Вкусот на традицијата имам едно особено задоволство и чест да ви ја представам нашата гостинка, која што за оваа емисија за Алфа телевизија ни пристигна од Австралија, дури од далечната Австралија, од Сиднеј, и верувајте дека секогаш ни е добре дојдена во нашата телевизија во комплексот Етно село Тимчевски, а тоа е господјата Менче Нинич, кој што сите твои пријатели и роднини, кои што биле кај тебе дома во Австралија, веќе нема некој што не го пречека во Австралија, што е македонски уметник, музичар, глумец и така натаму, па дури и тука, што велат тоа што ќе го направи Менче, прстите да си ги излижеш. Тоа е синоним за тебе. Добре ни дојде во нашата емисија. Верувам дека сега малку се адаптира веќе. Да, веќе неколку дена сум тука и окей сум сега, да. Супер, супер. Менче, ти секогаш ни доаѓаш со убави рецепти, традиционални, малку и осовременети, и секогаш сакаш да ги споделиш со нашите гледачи. Што всушност е твојата цел, која е твојата, што би се рекло, мисија во емисијата Вкусот на традицијата за нашите гледачи? Па, вака сега јас бев за Везилка, дојдов специјално. Многу убаво си поминав и... Токму за Великденската. Да, точно. И сега, како традиција ми остана, секое доаѓање во Македонија, јас доаѓам да снимам Вкусот на традицијата, да ги споделам моите рецепти, нели, со помладите домаќинки да научат како, пошто оваа емисија многу е гледана во Австралија, се надевам дека и на другите места во диаспората. Во диаспората. И за постарите, повозрастни домаќинки да научат нови рецепти, како ние секогаш учиме една од друга, нели? Да, токму така. Токму и тоа е целта на емисијата Вкусот на традицијата. Си ги разменуваме рецептите. Така, да. И секогаш, верувај ми, Менче, секогаш и секој ден имаме по некој нов рецепт. Ки ни пишат на страната на Facebook на Вкусот на традицијата: еве ви еден рецепт што ја следат емисијата, не сте го подготвиле овој рецепт, не можеме да дојдеме, направете го, ќе ги поздравиме и така натаму, а сега имаме големо задоволство затоа што ние ќе направиме еден мал серијал на рецепти на Вкусот на традицијата заедно со Менче. За денешната емисија што ќе ни подготвиш? Денеска ќе подготвиме лепче со маслинки и малку буковец, леп што не се меси со раце. Само на крајот се мора да се прекрсти и да се стави во тава за печење. Значи, вие, драги гледачи, и за младите домаќинки што не знаат да месат то прва што се вели ке го стекнуваат искуството за месење, ќе може да го направат овој леп. Затоа останете со Вкусот на традицијата. Што се е потребно да се направи овој леп со маслинки и буковец? Пред да почнам, сакам да кажам дека сите мои рецепти се брзи и многу едноставни и лесни за праење. Не може да се сгреши. Затоа што го штедиш времето на домаќинките, да. Ти самата знаеш, работеше како медицинска сестра во Австралија, одгледуваше 2 сина, да. 5 внучиња и така натаму, работеше на смени. Тачно. И затоа едноставно многу ќе им значи твоето присуство и подготовка на твоите рецепти на гледачите, затоа што сите некој помалку, некој повеќе се наоѓа во таква ситуација. Секако да. Сега да видиме што е потребно. Така, сега, значи, прво земаме 3 чашки. Што прво се е потребно? Потребно јас
3 чаши брашно. Се се мери обично. со чаши, така? Да, со чаши е полесно, иначе Една на чаша ќе грамажа си варда имате. 200 грама, не знам колку Не е важно Да. грамовите, само ќе си Со одберете чашки. една чаша. Да. И со неа се ќе мерите. Е така, Колку брашно 3 имаме? чаши брашно ни треба. 3 чаши Околу брашно. 100 грама чистени маслинки без семки. Јас ќе ставам и буковец, само една лажичка колку да добие мирис, нема многу да се познава, али ќе има вкус. Шеќер ставам една до пола лажичка, зависи од чашите колкави се. 2 лажички сол и едно пакување Свеж квас. свеж, или ако имате сув, тогаш ставате 3 лажички. Кафени Водата лажички. оди ја ставам на една чаша брашно, ставам пола чаша вода, никогаш не ми така, на промашува. 3 чаши брашно, Чаша и пол вода. чаша и пол вода. Водата треба да биде топла. Водата треба да може да биде млака, може да биде потопла, може да биде и скро сладна. Скроз сладна. Да, нема Ние проблем. обично кога правиме леп, тесто, пита, баница, секогаш ставаме многу топла вода, Да, јас за да не ни ставам. нарасне тестото. Да, за да подобро е тестото со поладна вода, поубаво стасува, повеќе празнини прави и за да стаса лебот, значи водата не треба да е топла, него важно е кога се става да се стаса, треба да биде на топло, на топла температура, така. да може бактеријата да се Развие. размножува. Шекерот се става за да го оплемени вкусот на лепчето, а и друго, бактеријата се храни со него, повеќе се размножува и како се размножува бактеријата, така лебот Од расте квасецот, повеќе. да има бактеријата од квасецот. Од така. квасецот, Така. од квасецот, да, и со шекерот се исхранува. Ете така. Еве, сега да видиме како ќе го направиме така, ова сега да лепче. измериме прво брашното. Еве ти можеш и со оваа лажица си помогнеш да Колка наполниш. ви е чашката, толкав ќе биде и лебот. Ако е поголема чашката, лебот ќе биде поголем. Сакам да напоменам, кога ставате вода, првата чашка може одма да ја ставите, а другата половина ќе се става полека во зависност од брашното колку влага има во него. Значи, некои брашна земаат повеќе вода, некои помалку. Овој леп нема да биде цврсто месен, ќе биде добро измесен, малку леплив, малку само ќе биде леплив. И знаете што ви На кажа помеко. Менче на почеток, дека не се меси ништо со рака за овој леп. Да. Добра, Туку се е со дрвена лажица. да. Се надевам дека тука имаме 3. Точно да. И да има помалку, не е страшно, ќе ставиме помалку вода. И кога се размесува, не се размесува со брашно. Ке видите, јас го месам со раката, не го месам, уствари морам да го прекрстам. Само со рака, ама влажна раката, не ставам брашно. Ке ви покажам после како ќе биде. Сега ќе го издробиме квасецот, колку може поситно. Така. Ставаме една лажичка буковец. Значи, по вкус може, лута, не лута. Сол Сега 2 лажички, така? Сол ставам 2 лажички, да. Нема да ставам многу, пошто маслинките имаат сол. Да. И ќе ставам една, не така многу пуна, шекер. Добро. Еве и водичката. Водата ќе ставиме исто. Да ти помогнам. Да, те молам. Значи... Да, добро. Една. За сега една, ќе треба 2, меѓутоа... Еве ти ваква дрвена лажица, ако ова ти Со подобра. шпатула. Да, не, окей, си и ова си е Да? добро, да, нема проблем. Добро. Јас ќе ставам сега целата вода.
Како што приметивте, не ни беше пуна третата чашка, така да ќе треба да внимаваме на водата. И сега мешаш со дрвена лажица. Да. Еве ти со ова, мислам, подобро ќе биде или не? Па не знам, ова вака ми фаќа од страните. Аха, добро. Значи треба да се собере целото брашно. Да. Да се собере и малку ќе биде лепливо така. Аха. Овој леп во Австралија се вика мајсторски леп или леп што не се меси. No knead bread, така му е името на енглески, без месење. Стави ми пола. Добро. И сега ќе видиме колку ќе ни отиде. Ете, на вистина од тебе слушнав нови работи што не сум ги знаела досега, дека тестото можете и со студена вода да го измесите и дека не треба воопшто раката да си ја ставите во тестото, а ќе имате леп. Значи ова се треба, ќе го измесиме малку подобро. Да нема грудки. И ќе го ставиме да стасува во овој сат. Така. Се зависи од температурата, ќе ви треба можда 45 минути, некојаш 30. Така. Зависи на колку температура. Маслинките? Маслинките сега не ги ставам, пошто го мечам ова, за да нема грудчиња внатре. Добро. На првото размесување ќе ги ставам. Добро. Ќе покажеме како ќе изгледа тоа. Да. Сега, значи, тестото ни е прилично мекичко. Како што реков, никогаш не знаеме колку треба. Ова си беше точно за 3 чашки, малку помалку ставивме, сега ќе додадам малку. И така треба убаво да се измеси, да нема грудки. Значи цело време игра дрвената лажица. Да, со дрвена лажица. Така. Само после ќе го фатам со рака и со мокра рака. Треба да го прекаснам, така го размесувам во истиот сат, не го вадам надвор. Значи мора да се измеси добро, да нема грудки од брашно. Да. Толку е, може уште малку да ставиме. Значи таман се направија 3 чаши. Да, имам 3 чашки се направија. Водата не отиде цела, пошто брашното е влажно. Јас мислам дека од влагата сега е. Да. Значи може од прилика сега ќе видите колку треба да биде густината. И ќе си И ставате. тавчето е број 24. А може и да се печи во тенџере да биде повисоко. Точно, да, во може и во 22, ова доза за 22, 24. Ова е мало, да. Јас дома обично во тенџере обично го печам. Со капак од озгора. Ако немате такво тенџере, се загрева тенџерето. Ако немате такво, може само во обична тава. А може да се стави фоил, алуминиум фоил од озгора, за да створи пареја. Значи овој леп се печи на пареја. На пареја, така. Да. Па добро, јас мислам дека се окей. Доволно е така. И сега, што следува сега? Сега го ставаме да ќе го покриеме и го ставаме на малку потопла температура, да може да стаса, да не го чекаме цел ден. 45 минути, 1 час. Откако ќе го удвои волуменот тестото за лебот, продолжуваме со работа. Да. Еве, драги мои, тестото нарасна. Го зголеми својот волумен и сега да видиме што следува. Менче, сега што е наред? Сега сакам да ви објаснам, го префалив тестото во ова другиот сат, да, затоа што земјата е поладна и така ќе требаше многу време да чекаме. Добро. Така, и тоа е дел од финтите. Така, да. Добро. Сега што следува? Сега ќе ставиме маслинката од озгора.
Вака, па ќе го размесиме за да може секдека. Малку ни се покрупни, можете вие поситни, ја ги обожавам покрупни, викам која касниш. Да, така, баш да ја почувствуваш маслинката. Така, да. Добро. Ете така. Сега не ставам поише брашно. Раката ја мрскам во вода. Во вода. И го фаќам едниот крај. Го затегам и го префрлам од озгора на другото. Аха, всушност го завиткуваш. Да. Така. Така. Со ова се вадат меурчињата. Со ова постапка. Така, да. И Значи после... од оздола фаќаш Да. и го превиткуваш тестото да ги затвориш маслинките. Од сите 4 страни. А, така, така. Ете така. Сега, кога веќе е вака направено, ќе ставиме брашно и тука малку ќе го формирам. Добро. Така. Значи, всушност, со... Да. Еви колку е ретко тестото и пак не се залепи. Точно. Браво. Малку треба. Така. Сега уште еднаш ќе го прекрстиме. Значи го прекрстуваш Да. и така ги формираш меурите. Така ги вадам меурите, затоа што тоа повторно ќе... Аха. Така повеќе искача. Добро. Ете се, значи на 4 страни и после вречам вака малку према мене. Аха. Тестото уште си е ретко и мекичко. Браво. И тука На хартија за печење и тука го оставаме уште малку стаса. да стаса Така. и потоа се пече на колку степени? Всушност, да им кажеме на гледачите дека ова сега што го видовте, всушност е нешто најважно за да успее лебот. Значи, превртување на тестото нежно со мокра рака. Тоа е тоа. Да, многу брашно не се става, треба да биде помекичко. За печење го ставам на повисока температура. Така. Јас го печам дома према шпоретот, значи јас ќе го покријам ова со Влажна крпа. не, него ќе му ставам некој повисок сад. Дома го печам во тенџера, значи Добро. може во тенџера со капак, Така. а може кога се става вака во тепсија, према условите нормално, се покрива со некој друг капак од озгора. Добре, Така колку се време става се да пече? се печи 20 минути со капак и 10 минути 5 до 10 без капак. Така. На која Се температура? печи на пареја, јас ставам на мојата највисоката 280 моето гравирано. 250 зависи или 280. Е, така, да. Во ред, почитувани гледачи, со ова се гледаме откако ќе биде лебот испечен и да видите со што може да се јаде. Со кисело млеко, со сирење, со патлиџан, едноставно па и најубав е сам ништо. од себе. Да. Сам по себе Со лута највкусен. пиперка е Или најубав. лута пиперка. Се гледаме. Драги гледачи, пред неговото величество лебот, навистина треба простум што се вели да се стори. Затоа што нашата македонска традиционална кујна се базира на лебот. И велат македонче лебарче. Така е, да. Си сака со сите можни јадења да И си леб. јаде лепче. И ние сакаме секакви видови на леб, така? Така. Но овој леб мене посебно ми се допадне и од редната која го извади. Значи, толку беше прво пред да го печемо на тестото, си шеташе во тепсијата. Како вода, да. Ајде прво да го пресечам и нека ни е на здравје лепчето. Менче да ти кажам, вака на средина ќе си го пресечеме, па после ќе го кршиме, важи? Да. Ете така. Еве и вака. Добре. Леле, душичка. Стај му на ова парченце сиренце и пинџурче. Повели, ова е за Thank те. you, Ај вака многу. ќе си скршиме, така? Да, помалку, е.
леле мерат, леле лебот, менче, рацете да се позлагат. Да си жива и здрава. А леле, Вкусен. ки си макнам тука од лутото пиперче, макни си и ти. Леле, колку е убаво. Макалце. Може, ова е летна манџа. Во кујната, во етно село, Цуна ја прави. Кога слушна дека ќе правиш леп, и она ја направи летна манџа. Браво. Вика, за мацкање ќе ви треба. Овие пиперчиња се лутки. Лебот е совршено добар. Погледнете како е одоздола испечен, погледнете. Видете и одозгора. Кога имаш вако. Ќе ни стигнат ли Ке лебови? ни Ке ни стигнат, сега ќе ги поделиме и на сите. Значи, прекрасно нешто, не можам да се сопрам. Менче не можам да се сопрам. А и ова На ми е здравје многу нека убаво. ти е. И тоа убавко вака со лупче, киселко. А лукче дека има маслинче. Во лебот прекрасно Да. нешто. Ево. Драги мои, направете го овој леп и уживате во овој вкус на начин на кој што менче го направи. И како велат, употребувате сила единствено кога сакате да направите некои лоши работи. За сите други работи, драги мои, љубовта е сосем доволна. Точно. На здравје за љубовта. На здравје. На здравје и за твоите златни раце ти Фала, да благодариме. си жива и До здрава. следната емисија се гледаме.